Сакам да кажам неофицијално, Ај, ти си на малце. бидејќи многу сум радосен што ве гледам во толкав број. Многу е добро ова секако ќе произведи плодови за некое време. Ама ние да ги забрзаме тие плодови, што значи? Децата кои се сега собрани да дојдат редовно во црква, нека почнат нека го кажуваат Оче наш или символот на верата полека, а после ќе научат и некоја црквена песна. Не мора се да знаат одеднаш, не е потребно. Меѓутоа, толку убаво пеење, да нема еден црковен хор од деца жалот. А вие, родителите, кои сте исто така присутни на некој од децата, да ги потикнувате децата. Зашто само црквата останува, знаете, друго се лажи човек, мисли, по политика има нешто, па не знам, по нешто друго, ама честно и поштено си работи и во црква да доаѓа. Најважната работа од животот си ја постигнува, да бидите црквени. То и да не зборам сега јас, и да не проповедам овие деца кои се овде собрани оваа година, или минатата биле, или идната ќе бидат, тие ќе го носат тоа во себе. Не може да го заборават, зашто што то се врежува во потсвеста на човек. Може да не е свесен едно време човек, ама то не значи дека не му е запишано во потсвеста, а затоа е многу драгоцено децата од најмала возраст, колку што може, најмала, сега не може можда бебиња, зашто се дојат тога, ама малку кој ќе пркнат да се носат во црквата. А ова е исто црковен етос, со вашите свештеници тука, со вашите родители исто така кои очекувам да бидат црквени, да станете црквени битија. Зашто нема поважно нешто во животот од се може да биде човек, и астронаут нека биде, и во вселената нека патува. Ако не го носи Бога во срцето, нека му се доближува таму во вселената и пак нема да го најде. А ако е овде, по кривогаштрани, и да му се доближува на Бога, ако не е близу во вселената кон Бога, Бога ќе го носи во срцето. И тоа е она важното што сакам денес да ви го соопштам, а вие ќе ме разберете од на детски јазик, ви го соопштувам со вашето искуство. Не со искуство на возрастен човек, зашто тука не треба голема философија. За Бога и највозвишената и најголемата философија е малку, и најелементарната философија се кажува. Така да, имајте секогаш во срцето да го носите Бога. Ако го носите во срцето Бога, се ќе биде во ред во животот и лоши работи ќе не се случуваат. Нема животот само прави патишта. Има и криви, ама на крај излегуваме од тие криви патишта во еден прав пат. Тоа, ако го усвоите од најмлада возраст, нема да имате промашување во животот. Господ нека е со сите нас, нека не води, нека не чува и на многу години да им бидат празниците кои ни престојат. Амин.